Почитувани гледачи, ги иметуваме регионалните вести на телевизија КИС. Црквата Свети Николај во населеното место од Ушиште се фреско живописува. До сега се живописани 20 на фрески, пред крај е горната зона. Се фреско живописува црквата Свети Николај во населеното место од Ушиште. До сега се живописани 20 на фрески, а работите започнале пред година и пол по добивањето на благослов од митрополитот Тетовско-Гостиварски господин Јосиф. Главен зограф е Мирко Видоески, а негов помошник Славчо Максимовски. Нивната работа е комбинација од византиски, руски и македонски стил. Не сме строго византиски, сега е модерно така да се работи чисто византиски, значи ние го имаме тоа византискиот дел, меѓутоа јас сум поборник да ја наставиме традицијата на нашите зографи. Дичо Зограф го земам за пример, или оние во византиско време што работеле најпознатите македонски зографи Михајло и Еутихие. Значи, они си имаат свој белег. Сакаме и ние доставиме наш белег, утре да кажат дека да, ова го работел Мирко Видоески, Славчо Максимовски, да не бидеме унифицирани, значи да бидеме препознатливи. Скоро после 12 години повторно почнувам да се бавам со фреско живопис на покана на мојот мајстор Мирко Видоески, на моја огромно задоволство и чест. Значи, првите почетоци ги имам со мајсторот Никола Цонев, кој што за мене представува огромно искуство и многу сум среќен што и сега после толку време повторно имам шанса да направиме нешто заедно со мојот мајстор, нешто што ќе остане за во иднина. Сега се работи горната зона, скоро беше пред крај, почнува да работиме горната зона, значи потребно е доста време, затоа што специфична е техниката која што ја работиме. Основно правило во фреско живописувањето е придржување кон иконографијата. Токму на ова се најмногу фокусирани за време на нивната работа, вели Видоески. Во случајот, значи, светците мажи се работат на јужната страна, светителките на северната страна. Во горната зона ни е предвидено големите празници, значи почнувајќи од Рождество Христово, Воскресение, Вознесение над Шишеја небеса, и една од најважните е на кубето Христос Пантократор, односно Седржател. Некаде сметаме дека, така и се договоривме, дека за 2 години би требало, уште 2 години работа, 2-2,5 години да биде готова црквата, бидејќи не очекува сега потешкиот дел композициите. Значи, почнувајќи од цртежот треба да биде добар, па да се и наслика да изгледа како што треба да изгледа. Одличната соработка со црковниот одбор и жителите на селото дополнително ја олеснува нивната работа, сметаат зографите. До сега јас сум задоволен од до сега што сме го сработиле, бидејќи ова сепак е уметничка работа. Сака многу концентрација, многу напорно е, значи на скеле и така, да се работи. Јас сум задоволен, до сега имаме за година и пол, всушност изимава и во зимските месеци не работиме, значи ефективно за една година не имаме ова што гледате некаде околу 22-23 фрески, и мислам дека е тоа оптимум еден што може да се постигне, бидејќи вака еден светец од овие што се поединечни треба најмалку месец дена да се работи. Така да ние, бидејќи сме двајца, си скомбинираме и така мислам дека до сега успешно ја тераме работата, па само здравје за понатамо ќе видиме како ќе биде. Нашата задача како сликари, како зографи е не само
да ја насликаме, да ја живописаме црквата, него паралелно разговараме со жителите, со членовите на црквениот одбор за значението на светците, за начинот на заштита. И се јас сум многу задоволен што работиме во оваа црква, затоа што е прекрасен објект, архитектонски е прекрасен објект и прекрасно е изведена градбата. Камен темелникот на црквата Свети Николај во населеното место Тушиште е поставен во август 2008 година. Селото брои 20 на куќи со православно население. Денес е Велики петок, најтажниот ден во христијанството. Утрово во црквите се служеа царските часови, а потоа и опелото на Господ Исус Христос. Велики петок е најтажниот ден за христијаните, денот на распнувањето на Господ Исус Христос на крст, денот кога е донесена пресудата Спасителот да биде распнат меѓу разбойниците. Во црквите се читаат царските часови и се изнесува плаштаницата. Царските часови во соборниот храм Свети Кирил и Методи во Тетово се со почеток во 7 часот, а во 16 часот ќе се отслужи опелото на Господ Исус Христос. Велики петок е срамниот ден за човештвото кое не го препозна својот собствен излез од сите животни проблеми, прикувувајќи го Спасителот на крст. Велика сабота е ден кога Спасителот лежал во гробот. Тогаш во соборниот храм Свети Кирил и Методи ќе се служи литургија на Свети Васили Велики со вечерна. Истиот ден во 23 часот и 30 минути почнува трикратниот опход околу соборниот храм со пеење на Воскресение Твое Христе спасе и биење на сите камбани. Точно во 24 часот ќе се објави Христовото воскресение. Потоа следи воскресна утрена и литургија на Свети Јован Златоуст. На денот на големиот христијански празник Великден во 16 часот ќе има празнична вечер на втора Паска. Овие страдални денови до Великден верниците постат и со мислите се искачуваат со Господа на патот кон Голготата, сеќавајќи се на неговите големи маки, за во недела радосно да го дочекаат Христовото воскресение. На светол понеделник ќе има едно црквие во храмот Свети Димитри. На светол вторник во 7 часот ќе биде отслужена воскресна утрена со литургија на Свети Јован Златоуст, а на 21 април е источен петок Балаклија, кога ќе има едно црквие во храмот Пресвета Богородица во Тетово. По повод најголемиот христијански празник Христовото воскресение Великден, телевизија Киси годинава во недела на прв ден Великден организира избор на најубаво великденско јајце. Верна на традицијата по повод Христовото воскресение Великден, телевизија КИС и оваа година во недела на прв ден Великден ќе го избере најубавото великденско јајце. Сите кои сакаат да бидат дел од годинешното издание на избор на најубаво великденско јајце, потребно е во недела на Великден да дојдат во просториите на телевизија КИС и да го донесат украсеното великденско јајце, со кое ќе сакаат да се надпреваруваат и да ја покажат на дело својата умешност и креативност во изработка на великденски јајца. Секој учесник има право да се надпреварува со едно јајце. Традиционално и оваа година за првопласираниот надпреварувач спонзорите доделуваат печено јагне, а за сите учесници се обезбедени пригодни награди од нашите спонзори и деловни партнери. Телевизија КИС ве повикува во недела во 10 часот во празнична атмосфера по 23 пат на изборот на најубаво великденско јајце. Културно-уметничкото друштво Браќа Ѓиновски од Гостивар одржа великденски концерт пред домашната публика. Во преполната сала на Центарот за култура Асном, градското културно-аматерско уметничко друштво Браќа Ѓиновски го одржа годинешниот великденски концерт. Традиционално, чуварите на македонскиот фолклор и обичаи по повод големиот христијански празник Великден се представија пред домашната публика. Фолклорните групи изведоа традиционални ора и сплетови, водарки, тресеница, повардарие, беранче и други, додека пејачот Перо Пандиловски се представи со неколку македонски народни песни.
животаме, о Македонија. Едно име имаме, во душа го носиме, за тебе животаме, о Македонија. Гакот браќа Гиновски е едно од најстарите културно-уметнички друштва во Македонија и е целосно посветено на негувањето на македонскиот фолклор и традиција. Обстојува 67 години и има остварено околу 700 концерти во земјава, гостувања во странство и учества на фестивали и манифестации. По успешниот великденски концерт во Гостивар, друштвото во понеделник патува за Македонски Брод, каде ќе настапи на свеченост, исто така посветена на Великден. Промена на временските прилики за овој викенд најавуваат од Управата за хидрометеоролошки работи. Во сабота навечер ќе дојде до наоблачување со услови за краткотраен пороен дожд, а во недела влажен бран од север ќе помине низ нашето подрачје. Од Управата за хидрометеоролошки работи на Република Македонија за овој викенд најавуваат промена на временските прилики. Имено уште денес ќе се задржи претежно сончево и топло време, а утре попладне и во вечерните часови ќе има зголемена облачност. На повеќе места во земјава ќе има услови за краткотраен пороен дожд и појава на ретки грмежи. Во ноќните часови се очекува врнежите да престанат. Утринската температура ќе се движи од 2 до 8 степени, а дневната од 20 до 23 степени. Позначителен влажен бран од север ќе помине преку нашата земја во недела, почнувајќи од пладне па се до ноќните часови кон понеделник и ќе биде проследен со локален пороен дожд и грмежи. Наместа се очекува да наврнат околу 20 литри на метар квадратен дожд. Од недела навечер ќе почне да дува повремено засилен северен ветер. Утре предпладне ќе се задржи сончево и топло време со попладне во вечерните часови ќе има зголемување на облачноста и на повеќе места ќе има краткотраен пороен дожд и услови за ретки грмежи. Во ноќните часови врнежите ќе престанат. Утринската температура во полошкиот регион ќе се спушти до 7, а дневната ќе достигне до 23 степени. Позначителна промена на времето ќе настапи од недела попладне и во вечерните часови, кога преку нашата земја ќе помине нов влажен бран од север. Овој бран ќе биде проследен со поројни врнежи од дожд и грмежи, особено во западните и крајните источни делови од земјата. Наместа се очекува да наврнат и на 25 литри на метар квадратен дожд. Од недела навечер ќе почне да дува засилен северен ветер, кој ќе проложи во понеделник, предизвикувајќи опаѓање на температурата за 5 до 6 степени во споредба со утрешната. Во понеделник попладне ќе настапи разредрување, а ќе дува умерен до засилен ветер од северен правец. Утринската температура во тетови околината ќе биде според облачноста и ветерот ќе уште релативно висока, ќе се спушти некаде до околу 6 степени, а дневната ќе достигне до 16 степени. Најавените врнежи од дожд во текот на викендот ќе ублажат состојбата со сушата, која сериозно им се заканува на есенските посеви, се вели во агрометеоролошката прогноза на Управата за хидрометеоролошки работи на Република Македонија. Периодов влага во почвата нема, освен во подлабоките слоеви. Промената на времето ќе придонесе и за опаѓање на дневните температури во текот на наредната недела, кои нема да поминат на 20 степени, што ќе овозможи врнежите да се искористат подобро, односно за растворање на азотните минерални ѓубрива фрлени како второ прихранување на посевите. Вашиот прилог значајна помош е мотото под кое Црвениот крст на Македонија ќе одбележи неделата на солидарност. По тој повод ќе се организираат собирни акции за обезбедување на помош во храна, облека и обувки. Црвениот крст на Република Македонија, општинската организација на Црвен крст Тетово. Оваа година од 17 до 23 април под мотото Вашиот прилог значајна помош ќе одбележи неделата на солидарност со цел да се подигне свеста на населението за подобра меѓусебна поддршка и помош за нарливото население. За поорганизирано спроведување на хуманитарната акција во рамки на неделата ќе се организираат собирни акции за обезбедување на помош во храна, облека, обувки, средства за хигиена, како и парични средства. Помошта ќе се обезбеди
обезбеди од граѓаните како и од правните субјекти. Во текот на акцијата заинтересираните граѓани и правните субјекти ќе може да донираат со повик на мобилните телефонски броеви 070 14340, 075 14340, 077 14340. Со секој повик донирате 100 денари. Хуманите може да донират и с уплата на сметка на Фондот на солидарност 370 13 27 966, даночен број 40 30 98 42 71 620, АД Комерцијална банка. Над 55 милиони турци в недела ќе гласаат на референдум. Референдумот би можел да ја донесе најголемата промена на турскиот политички систем од формирањето на модерна Турција пред скоро еден век. Станува збор за замена на парламентарниот со председателски систем. Прашањето на ливчето е за промена на уставот, но преку него се надзира ликот на председателот Реджеп Тајип Ердоган. Доколку референдумот успее, тоа ќе му овозможи да остане на власт до 2029 година со многу пошироки овластувања отколку сега. Американските сили во Авганистан ја употребиле најголемата ненуклеарна бомба врз цел на милитантите на Исламска држава во источната провинција Нангахар. При тоа, според афганистанските власти, били убиени 36 милитанти на Исламската држава. Во соопштението се прецизира дека бомбата била фрлена врз комплекс на тунели на Исламската држава во близина на границата меѓу Авганистан и Пакистан. Оваа бомба тежи 10 тони и е позната под името мајка на сите бомби. Нападот следувал откако во минатата недела во оваа провинција загинаа припадници на американските специјални сили. Не може да има победници во вооружен конфликт меѓу САД и Северна Кореја околу нуклеарното оружје на Пјонкјанг и ракетната програма, изјави денеска кинескиот министер за надворешни работи Ван Ји, нудејќи поддршка од неговата земја за диалог меѓу двете страни. Коментарот на Ван доаѓа откако председателот на САД Доналд Трамп ја нарече Северна Кореја проблем, откако се појавија шпекулации дека изолираната комунистичка земја е можно да подготвува нов нуклеарен или ракетен тест. Напаѓач во метрото во Атланта пукал во патниците и убил едно лице, а ранил уште 3, пред да биде уапсен на следната станица, објави полицијата. Лицето почнало да пука веднаш откако возот тргнал од станицата на која се качил. Кога возот почнал да се движи, осомничениот испукал неколку куршуми кон жртвите, изјави Џозеф Дорси, представник на полицијата. Уште едно лице е повредено при туркање со останатите патници, обидувајќи се да побегнат од напаѓачот. Напаѓачот имал околу 30 години, а засега не се познати мотивите за овој инцидент. 2 месечини, едната која кружи околу Сатурн, а другата околу Јупитер, имаат состојки неопходни да поддржат микробиотички живот, соопшти НАСА. Откритието на месечината Енцеладус било забележано од вселенската капсула која орбитира околу Сатурн веќе 13 години. Откритието за месечината Европа пак било направено од вселенскиот телескоп Хабл. Денес имавме сончево време, дуваше умерен северен ветер. Утринската температура се движеше од 3 до 6 степени, а дневната од 16 до 22 степени. Според прогнозата на Управата за хидрометеоролошки работи, времето утре ќе биде сончево со умерена облачност, попладне облачно со услови за краткотраен пороен дожд и ретки грмежи. Утринската температура ќе се движи од 2 до 8 степени, а дневната од 20 до 23 степени. Ви благодарам на вниманието. Пријатно!